Здравствените работници се плашат дека повторно ќе бидат изиграни од власта. Оние кои досега во здравството работеле со години со договор на дело, сега може да извисат. Се сомневаат дека со најавените 1117 вработувања ќе се примат и здравствени работници без ниту еден ден искуство, туку благодарение на роднински врски, врски со власта или партиска книшка. Трајните вработувања во здравството пред Нова година ги најави министерот Меджити, но досега во ниту една здравствена установа нема објавено конкурс. Но со оглед на тоа што наскоро почнуваат да течат роковите за избори, се очекува пред формирањето на техничката влада да бидат распишани огласи на кој може да се пријави било кој. Министерот Меджити не прецизира рокови, но и не гарантира ништо, туку е свесен дека ќе има пропусти. Уверува дека менаџерите ќе го направат вистинскиот избор кој ќе добие трајно вработување. Ние не можеме да им забраниме на никој да конкурира на тие огласи, но ја лично кажав дека ќе го обсервирам целиот процес и ќе изнајдеме решение и на вистина ќе работиме мако трпно да тоа биде праведно. Дали ќе има пропусти? Од сега ќе ви кажам дека да, идеални нема да бидеме, зашто законот го предвидува тоа. Од Министерството за здравство информираат дека постапката за прибирање податоци од здравствените установи за тоа колку вработени има под договор на дело и каков кадар недостасува е почната пред Нова година, а околу 30% од јавните здравствени установи ги комплетирале бараните документи и истите биле процесуирани до Фондот за здравство. Следна институција е Министерството за финансии, кое треба да обезбеди средства за вработување. Дури потоа се распишуваат огласи и се бодуваат кандидатите.